Една цела година Македонија и нејзиниот прв дипломат Бујар Османи председаваат со ОПСЕ. Една цела година сме на начин главни во оваа организација и една цела година воопшто и не сме го отвориле прашањето за македонците во соседните држави, иако сме можеле. Иако главна тема на ОПСЕ оваа година беше состојбата во Украина, сепак според многумина е чудно што Македонија не го искористи овој момент да добие и нешто за себе и за македонските малцинства. Поранешниот амбасадор Звонимир Јанкуловски за Алфа вели дека нашите власти воопшто и не ги споменале македонците во текот на председавањето со ОПСЕ. Не верувам дека министерот за надворешни работи како председавач и државата како председавач воопшто се занимавала со ова прашање во контекст на она што значи председавање со ОПСЕ. Македонија требаше да искористи многу други механизми, вклучувајќи го и ОПСЕ за правата на малцинствата, меѓутоа ви кажав, малцинствата се оставени сами на себе, они се декларираат како македонско, гледате се повеќе во опток е северно македонско. Според Јанкуловски, проблемот е што Македонија, односно власти и пред председавањето со ОПСЕ се откажа од македонците кај соседите, иако тие никогаш не се откажаа да ги бараат своите права во државите каде живеат. Гледам ОПСЕ повеќе се занимава со малцинствата во Македонија отколку со македонското малцинство надвор. Политиката на владата е тоа, премиерот јасно си кажа дека нашиот концепт на почитување на малцинската права не кореспондира со него во Бугарија и дека секое отворање на прашањето за малцинствата во соседните држави би значило мешање во внатрешните работи, концепт кој е застарен и кој во основа не кореспондира со фактичката состојба на постоење на македонското малцинство во соседните држави. Дека Македонија имала шанса која не ја искористила, смети професорката по меѓународна политика и експерт за ОПСЕ Ида Мантон. Вели немало да биде лесно да се протнат правата на македонското малцинство поради безбедносната состојба во светот, но Македонија требала барем да се обеде. Тоа не значи дека министерот треба да забрани да се обидеме, ниту дека тимот треба да го прифати тоа и да не побара ни стручна помош и поддршка. Лесно можеше да се искористи, на пример, 30 годишнината на канцеларијата на Високиот комесар за малцински прашања, па да се зададеа насоки за промена на имплементација на одредени права меѓу државите членки. Инаку, според својот статут, ОПСЕ се грижи за безбедносните прашања, но и за правата на малцинствата во државите, дел кој очигледно државава не го искористи во своето председавање. Наследник на Македонија во председавањето со ОПСЕ ќе биде Малта. Таа од 1 јануари ќе го преземе председавањето на Организацијата за безбедност и соработка на Европа.